Значи покрај сите представки, покрај сите преземени иницијативи, покрај сите донесени одлуки од релевантни институции, дали сметаш дека има некоја промена во пракса која станува збор за дискриминација кон роми? Како што кажате, ЕФИК, значи да, навистина постојат многу представки поднесени до Комисијата за дискриминација, исто така донесени одлуки од нив, некои кои што се во корис, значи потврдуваат дека постои дискриминација, некои за жал потврдуваат дека нема дискриминација, иако е видливо дека постојат, меѓутоа знаеме дека сепак по притисок на власта и на кои да е, значи тие одлучуваат дека нема. Еве на пример последниот случај ќе разговарам во кој што ние поднесовме како невладина организација, значи зборувам за СУМНАЛ, Сдружение за развој на ромската заедница, поднесовме представка за дискриминација и тоа беше за книгата Отело Ѓуптинот, во кој што значи се прикажа во Битола и ние поднесовме представка, меѓутоа тогаш еве уште еднаш да споменам дека многу ни е мило што освен ние што ја поднесовме, ја поддржаа и повеќе невладини организации и сите заедно ја поднесовме, меѓутоа ние очекувавме на таква одлука дека нема да утврдат елементи на дискриминација и така се утврди дека нема, а додека во еден друг случај со познат трговски центар во Сити Мол, во кој што тоа се случи пред неколку години, тогаш беа истерани од работа повеќе роми, истерани затоа што се баш роми, ние тогаш поведовме повторно вакви постапки, тогаш се утврди дека постои дискриминација во случаите, меѓутоа за жал не поведовме и до суд затоа што трговскиот центар беше веќе затворен. И тука да речеме за жал, еве повторно, значи многу често го употребувам за жал терминот затоа што значи само се утврдува одлуки на оваа комисија и толку, што понатаму, значи не потегнуваме ние, понекогаш да речеме еве ние и самите невладини организации немаме механизми како да продолжиме. Ние еве да речеме од СУМНАЛ не продолживме затоа што не знаевме како понатаму, немаме правник во нашето здружение и не ни е само еден од главните елементи да работиме за дискриминација и поради незнаење и слаба експертиза тука ние не продолживме, меѓутоа може еве една од вината наша, ако баравме помош од некоја друга организација, може ќе продолживме понатаму и ќе истеравме, меѓутоа за жал јас секогаш се сомневам дека можеме да го истераме ова до суд и не знам епилогот. Се надевам дека ќе се промени нешто во скоро време за да добие епилог и во суд, затоа што само како комисија за дискриминација ништо не правиме, само потегнуваме некои прашања и што толку. Значи немаме не гледам некое како обврзувачко право, нешто да правно дејство, дека ако одлуча дека постои дискриминација, што понатаму значи правиме ние? Само добро ќе утврдати што ние правиме против физички лица, дали правни лица, дали се институции, да речеме добре, еве знаеме ако се институции, тоаш до народниот омбудсман повеќе, народниот правобранител повеќе надлежности да утврди, меѓутоа ние вака понатаму тука е, значи, тука гледам дека има некоја дупка кој што ние мораме во наредниот период сите заедно кои што работат на ромското прашање да работиме и да видиме што понатаму, значи дали комисијата ќе работи некоја повисоки надлежности ќе има или ние да продолжиме до судовите. Дали имате доверба во институциите? Секогаш, значи во претходниот период секогаш постоеше верувам, мама и сепак сега верувам, мама, меѓутоа правдата мора да се истера затоа што мораме да веруваме во правниот поредок на државата.